Почитам председател, се јавив за реплика затоа што се постави тезата дали сме за автопатишта. Да, јас сум за изградба на автопатишта. Меѓутоа, почитувам заменик министер, не за овие цени и не на овој начин. Затоа што ова се преголеми цени. Немојте да ја манипулирате македонската јавност. Патот Гостивар – Тетово не може да кошта повеќе од 3 до 4 милиона евра. Да ви биде јасно, патот Битола – Прилеп не може да кошта повеќе од 4 милиона евра, 5 максимум. Каде ги распределивте овие средства? Каде ги распределивте тие милиарда и пол? Ова се само пенали и преземени одговорности за кои однапред знаете дека не можете да ги постигнете. Затоа сме против. Затоа што ова е узурпација на буџетските пари, патем не за време на вашиот мандат, туку за некој друг мандат. Ако бевте толку фраери, ова ќе го изградевте во вашите досегашни 6-7 години. Меѓутоа, вие го носите пред избори и го носите на чуден начин со европско знаменце за кој Европа ви вика не. Ова не е европски проект, ова не е европски закон. Затоа сме против. Во однос на овој закон, дислокацијата на објектите, целата постапка и целата одговорност и сите пари ќе ги даде државата и не се дел од проектот, толку се пари од буџетот. Надвор од проектот, вие само имате таму, не знам ни дали имате утврдено цени по кои изведувачот ќе ги извршува работите, односно ќе му плаќате дополнителни средства. И се дополнителни приходи за изведувачот. Во однос на Охрид Кичево има правна држава. Било кој да се огреши, нека одговара. Ама се сомневам дека вашите 250-300 милиона евра, кои ги земавте дополнително и ги ставите во функција на доизградба на автопатот, кој не можете да го доизградите, барем огромен дел се сумнително потрошени. Во однос на тоа што ви е изговор, дополнителна денационализација, зборував, адвокатски тимови на вешти лица, на веќе исечени стебла, прават премери и носат нови кубатури, а дрвата ги нема. Нели ви е малку сумнително како судот пресудува поголема дрвна маса на исечени стебла? Тоа е вашата дополнителна експроприација. Затоа, кога збориме, многу е лесно декларативно да кажеме што мислиме, меѓутоа, реално, кога ќе се отворат работите, ќе биде малку појасно. Вие во моментот не можете да одите против себе и тоа што го работи владата. Благодарам.